Викат, 2 пати да земе воздух со носот, ќе го прочисти воздухот од Скопје, брат. Мислиш дека имам голем нос? Здраво мистови, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео. Денеска, као што гледате по насловот, се одлучив да ви снимам хейт коментари. Значи, во ова видео гледате мојата реакција на хейт коментарите на мојот канал и на Instagram, пошто на YouTube немаше доволно хейт коментари, а мораше да се префрлам малку и на Instagram, така да сега имаме доволно хейт коментари, едно 12-13 хейт коментари имаме, тука ги разгледаме. Само пред да почнеме да ви кажам, во ова видео нема да слушате некои такви големи, толку како да речеме лоши хейт коментари, како со пцување или такви слични работи, нема да вметнувам во ова видео, тоа што не сакам на каналот мој да има такви зборови и навреди. Значи, некои онака полесни навреди да ги кажеме, ама еве колку снимаме моја реакција на тие навреди. Сега, пред да почнеме со ова видео, вие што треба направите? Да ставите лайк, да коментирате, да го споделите видео и најбитното да ставите subscribe на каналов. Уште многу малку фала до 700 сабскрајбери и ајде што побрзо после да стигнеме на 1000. 1000 као што реков тоа мал giveaway. След на 1000 мал, тоест на 2000, на 3000, на 4000 мали награди. Така до 10.000, на 10.000 сабскрајбери, као што реков, голем giveaway. Не претерано голем, са не се да не претеруваме толку, али еднака нешто поголема награда, малку повредна награда ќе дајме. Така да кажав све што требаше да кажеме, уште као да спомнам, секој понеделник, среда и петок имаме ново видео во 18 часот, као што реков, само на Девис телевизија. Тоа е тоа. Ако сте спремни, ако ставите лайк и subscribe, можеме да се префрлиме на видео. Првиот хейт коментар гласи: па од такви ти се расипани жабите. Расшипани жабите. Значи, беше коментар на едно видео кај што викам јас храната ја делам на овошје, зеленчук и една се живее као секоја нездрава храна. И коментарот викат: па од такви ти се расшипани жабите. Можда, брат. Не можда логично, али си постои, забаш ќе ги средиме забите со тек на време. Логично тоа, хигиената као миење заби, тоа што си е битно, ама не секој све до тоа. Некојаш као да не навлегуваме во како да речеме биологија, во више во медицината тука навлегуваме, така да овој коментар го прочитавме: од такви се расшипани жабите. Управо си, брат. Друго. Еве, едно рандом видео на Instagram, не памтам кој беше. Викат, 2 пати да земе воздух со носот, ќе го прочисти воздухот од Скопје, брат. Мислиш дека имам голем нос? Добро, доста голем нос. Брат, да идам во Скопје, да го спасам од саганен воздух, Ќе размислувам за тоа. Затоа јас те прашувам, како што реков, овде во Брод ние имаме многу чист воздух. Значи, заради ова било као што реков, тоа што сме имале толку чист воздух во Македонски Брод. Значи, треба да бидете благодарни мене заради чистиот воздух и луѓе, сите што сте од Брод, треба од мене да ми бидете благодарни за тоа што имаме чист воздух. Добро, шала на страна. Добро, си искоментира братот за носот. Следно, мрш. Брат, мрш, ми викате. Нема, брат. Добро, мрш. Океј, можете. И тоа се прифаќат као хейт коментар, така? Хейт коментарчиња си имат тука. Еве уште едно. Ми го уништи денот. Зошто, брат? Што стори? Што ти направи да ти го уништам денот? А ти сам си го уништи денот, бе, брат. Ти мене ме гледаш, зошто ја да ти го уништам денот? Ако ви, вака сега, скролаш на видеата, ме видиш вака како сум грд и глуп, само скролни ме и прескокни ме. А не да коментираш, нема потреба. Мислам, коментирај си слободно, хейт коментар, правиме видео. Као да кажам само, нема да продолжи тоа, ова е прво и последно вака да читам хейт коментари, може да некој да направам да читам позитивни коментари, зашто не, ќе ги читаме позитивните коментари, не морат хейт коментари, зашто омраза и навред која може да се шири само љубов и почит. Така е. Одиме на следен хейт коментар, кој гласи: престани да снимаш под хитно. Ова е коментар од YouTube.
Престань да снимаш под хитно, брат, викат. Ја као што видовте долу му одговорив, аха брат, важи. И тој викат, не ми објаснувај морон, што е морон? Ај пишете во коментар што сака да кажете ова морон, еден. Трепкаш како изгасен семафор на рекорд. Трепкаш како изгасен семафор на рекорд. Што е тоа на рекорд? Рекорд така звучи, да. Што е тоа, брат? Изгасен семафор, што е, знам, али рекорд. Не знам. Можда, брат, си управа на тоа видео кај што си коментирал, можда нешто се јасило што сум трепкал, можда ме болеле очите или нешто слично. Не мора одма да би расипан семафор, брат. Очите се добри, као што гледате. Не се расипан семафор. Она престан ја снимаш под хитно. Брат, извини, али нема те послушам. Следно, на едно видео на Instagram и TikTok што го објавив, викат ха, многу си смешен. Во заграда стара фора. Брат, да обновиме. Може да биде нова фора пак. Зошто да не? Мислам, нема бит нова фора, туку да ја вратиме популярноста на таа фора. Не знам што беше нешто кога кажував некоја смешка. Полно имат смешки, одете на Instagram christian.t01 или на TikTok ufkiko. Имате многу смешни видеа. Мислам, барем за мене се смешни. Као засега добро, као почетник доста добро одам. Одете таму, погледнете си ги видеата и че си читате и хейт коментари стојат таму. Еве уште едно, за видео на кој што со Јана снимаме. И викам, Јано напишав книга, само ми требаат пари да објавам. А книгата се викат као како да заработиш пари. И таму викат, епа прочитај си ја книгата. Еден викат, книгата ќе се вика christian.t01 и неговите смешни видеа. Добро, брат. Коментар подолу. Мислиш неговите глупости. И истиов. Хаха, баш на тоа мислев. Глупости, брат. Важи. christian.t01 и неговите глупости. Наскоро. Во сите книжарници низ Македонија. Добро, брат. Следно прашање, браво. Тук прашање. Добро, во право сум прашање. Следен хејт коментар. Оти се глупираш. Брат, за да прашаш. Добро. Ако мислиш дека се глупирам, чао, пријатно. Нема потреба да ме гледаш, али се трудам да снимам, зашто кој вика дека, мислам, ако така ти изгледат, не мора да ме гледаш, така? Тоа е тоа, брат. Одговорот кратко и јасно. Следно. 97.690 пати рече луѓе. Океј е. Луѓе, дали е океј? Добро, луѓе, значи луѓе нема више да викам така. Добро. Така бев на почеток, као многу често, можда и сега ми се дешават, несвесно кога го кажам она луѓе и коментар. 97.690 пати рече луѓе. Океј е, брат. Океј, добро, прекинувам. Следен коментар од истиот што ми коментираше за тоа вика, абе пица секој може да направи. Кој на луди рецепти со луд готвач. Втората епизода кој не е гледал, гледајте на мојот канал. Правев пица. Не викате, абе пица секој може да направи. Направи мусака или компир манџа да те видам. Да ме видиш? Мој следна епизода готвам многу потешко јадење. Мислам за тебе тешко. Као можда ти не би можел да го направиш? Мислам, Кинг, според ти ме можда машко си, али мислам дека не би го направил ти ова. Што ќе го направам ја во следната епизода. Се гледаме тогаш. Иначе многу добро се снајдам во кујна, да знаете. Као она што гледате во луди рецепти со готвач, као да сум као понеспособен или нешто така. Некои дели намерно ги правам за да бидам смешен, ама се гледаме во следно видео сериозно, брату. Чакајме. Следен коментар. Која поддршка, бре дете? Ало! Ало, брату. Кај си? Мака се. Она видео збогум 24-та и поглед кон 2025-та. Кај што викам, фала ви на големата поддршка која ми ја пруживте во текот на оваа година. И викат, која поддршка, бре дете? Ало! Брат, 700 сабскрајбери, мислам дека не се лоша поддршка како за почеток. Што мислите, вие пишете во коментар? 700 сабскрајбери се доста добра поддршка како за почеток.
Плюс имам позитивна публика која ме поддржува, мислам, која како да не е поддршка ова брато. И еден човек пак е поддршка, така? Дали се согласувате, пишете во коментари. Мислам дека имаме уште еден последен коментар. Абе, гаси каналот! Ало! Пак ало. Истиот човек. Ало. Брат. Мислиш да гасиме? Чекај, прво да стигнеме целта. А за гасење ќе видиме некојаш после 50 на години. Така да, брату, нема забрзо да ти ја исполнам таа желба за шал. Оди на друг канал, може да ти ја исполна жалбата, ама овде нема ти биде исполната жалбата. Извини, тоа е, немаше да се пред. Мислам дека ова беше последен коментар. Тоа е тоа и за ова видео. Завршивме со. Сите хејт коментари слушнавте, навреди за мене, ме навредуваа. Па сега направивме нека шала од нив. Тоа е тоа за видео, што да кажам, немам, освен, као што кажав, нема да продолжат вакви видео со хејт коментари, ова е прво и последно, толку. Колку и да имат преглед видео и лајкова, нема да продолжат, пошто не сакам да имат као навреди и вакви коментари на мојот канал као на видео да покажувам, а вие пишувајте се слободно коментари, ја не ги читам. Нема потреба тоа да се мачите, ако не сакате, ако сакате, пишате си слободно, можда некој друг ќе се надоврзи до вас. Ама тоа е тоа за ова видео со хејт коментари, можда како што реков позитивни коментари ќе читаме во некои други видеа. Фала ви вас за гледањето. Ставете лајк ако ви се допадна, ако не ви се допадна ставете дислайк, пишете си хејт коментар ако не ви се допадна, ако ви се допадна пишете си убав коментар, пофалете ме или пофалете се вие со нешто, кажете ми критика или како да се подобрам, што и да сакате. Ставете subscribe на каналот, што е најбитно, одиме на 700 сабскрајбери, што е можно побрзо. Тоа е тоа, мислам дека кажа све. Фала ви за гледањето. Поздрав, се најубаво, се гледаме во наредно видео во понеделник. Чао!